со нашиот стратегиски план како економски факултет Скопје, ние имаме дефинирано дека ние сега треба да бидеме лидери во државата. Сега, со чекорите кои што ги правиме, дали сме задоволни со тоа? Јас лично во овој момент до каде сме да, но долгорочно не. Значи, ние со чекорите сега што ги правиме, викаме вака. Ние сега како економски факултет Скопје ќе почнеме да размислуваме, не да бидеме лидери во државата, затоа што тоа веќе го имаме постигнато, ние да бидеме лидери во регионот, секој регион. Немаме ни аспирации да бидеме лидери, значи, на Балкан или нешто, да видиме прво во по тесниот регион што е тука, значи во нашата околина да почнеме во наредните 5 години да поставиме таа цел и да почнеме да растеме, да си поставиме некои скалила кои што нема да ги прескокнеме многу лесно, туку за да се прескокне тоа скалило треба малце да се повежба. Така да напредуваме. Кога тоа ќе го направиме за 5 години, ние ќе бидеме малце подобри и за 5 години ќе размислуваме сега како да се позиционираме во наредните 5 години. Па може би за 15 години ние многу сакаме да се споредуваме со пример од Балканот, со универзитети од Словенија, кажеме сега универзитетот од Загреб, економскиот факултет е многу убаво, многу добро рангиран, економскиот факултет од Белград, тоа се факултети кои што се многу поголеми од нас. Ние сме многу помал факултет и многу помоќни и финансиски и со човечки ресурси, но зошто да не ние за 15 години да не бидеме со квалитет. Значи, да бидеме квалитетна институција како што се тие институции. Ако тргнеме денес, ние ќе бидеме за 15 години овој пример на рангот на некој универзитет, некој факултет, не мора од балканскиве земји, од било кој факултет во Европа, ние за 15 години тоа може да го постигнеме ако работиме. Тоа е добро за факултетот, тоа е добро за студентите што ќе студираат на факултетот. Оно што сакав да го кажам сега за што ќе го работиме во наредниот период. Економскиот факултет донесе одлука да се кога станав јас декан. Имав за цел, размислувавме со управата тогаш, да стекнеме да се здобиеме со некоја меѓународна акредитација. Меѓународната акредитација на факултетот би значила една лична карта од која што може да прочитате дека со оваа високообразовна институција се во ред. Дека она што го пишува во програмите, она диплома што ја дава високообразовната институција е таа. Значи, да нема нешто скриено, дали се овие квалитетни, не се квалитетни, студентиве што положиле, каков процес поминале, значи да го положат предметот, каков процес сме поминале. Значи, сето тоа ние сакаме да го склопиме и да добиеме таа некоја меѓународна акредитација, каде што кога ќе не отворат пример, не знам, во Шпанија. Те отвара во Шпанија, економски факултет Скопје, вика кои се овие, те отвара и кога ќе ти види дека имаш таа акредитација, вика добро, видете сега документиве, кои се тоа што се документиве напишани, тоа е точно. Која акредитација се мислиме да добиеме? Се мислиме прво дали да одиме со некоја помала, некоја регионална на програми и на крај одлучиме да одиме со акредитација која што е, би рекол, значи најдобрата акредитација која што може да добие некоја бизнис школа во светски рамки. Каде што само 5% од факултетите кои што се бизнис економија во светот ги имаат добиено. Добро. И ние сакаме да бидеме во тоа друштво од 5%. Нема да бидеме ние факултет кој што е во Америка, значи некој си добро рангиран, но за македонски услови ние ќе бидеме убаво скоцкан факултет кој што ќе биде, значи пристојно место да работат професорите, многу убаво место да се едуцираат кадри кои што сакаат да имаат убава иднина. И таква одлука ние донесовме. И се зачленивме, АЦСБ е таа меѓународна акредитација и се зачленивме, веќе сме членови. Сега треба да се спрегнеме со работа. Ние сега треба нашиот факултет да го прилагодиме кон тие светски стандарди, да бидеме високообразовна институција која што тоа ќе го направи. Сега, за да ја добиеме таа меѓународна акредитација, ние мора и да се менуваме. Ние не може да бидеме истите. Никако. Луѓето, јас сум во некои си 40 години кон крајот, така. Може би потешко мене ми е да се менувам, него да се менува Александар. Нели? Александар е многу помлад. И тој може да се менува. Но јас сум спремен исто да се менувам, така. Оние што се во 50-тите години исто ќе се менуваат. Сите ние мора да се менуваме за да бидеме подобри. Да. Промените не мора да значат дека нешто ќе се случи со нас. Сите промени кои што ние на факултет ќе ги правиме, сите промени ќе бидат за подобро на вработените на факултет и сите промени што ќе ги правиме на факултет ќе бидат за подобро на
студентите кои што студираат на факултетот. Ако тие промени ги направиме, студентите, нашите студенти ќе бидат посакувани од бизнисите, не само кај нас, туку во светски рамки. Се извинувам. Значи, денес сме одлучиле дека вака треба да се движиме во наредниот период. Иначе самиот процес на меѓународната акредитација е за да добиеме оваа меѓународна акредитација, самиот процес е 7 години. Значи не е нешто што ќе го почнеме денес. Јас сигурно како декан нема да го завршам, тоа 100%. Ќе има некој друг декан кој што ќе го изводи тој пат. Александар ќе биде дипломиран, можеби на постдипломски, докторски, не знам ако има аспирации некој за тоа да студира, можеби некојаш, но некои други студенти ќе бидат на факултетот кој што и мислам дека тој чекор е вистинскиот чекор кој што го прави факултетот во овој момент. Ваква акредитација имаат на Балканот економскиот факултет од Љубљана, Загреб, мислам Сараево, економскиот факултет од Белград сега почнува значи на почетокот е патот за стекнување на оваа акредитација. Овој јужниот дел на Балканот, не знам, во Грција најверојатно има, во Бугарија мислам дека нема. Значи Албанија нема, Бугарија нема, значи ние ќе бидеме први во регионов кој што за Македонија сигурно први, кој што се впуштаме во една ваква. Нема да кажам, нека биде да речам авантура, убава авантура мислам дека ќе биде. Така ја подразбираме ние бидејќи во целиот пристап што го имаме, не навлегуваме со некоја потешкотија, не навлегуваме со некоја нервоза, туку навлегуваме дека се случува нешто убаво и од овие промени само може да имаат бенефиците и вработени и студенти на факултет. Супер. Ето. И не само и студенти и вработени, туку кога ќе погледнеме широката слика, она што го зборувавме за општествените придобивки и целата држава на крајот на денот.